Псалм 72 според православниот превод, а Псалм 73 според останатите преводи. Колку е добар Бог кон Израел, кон оние што се со чисто срце. А нозете мои за малку не подклекнаа, за малку чекорите мои ќе станеа несигурни. Зашто им позавидев на безбожниците, гледајќи го напредокот на грешниците. Зашто не страдаа, нивните тела се цврсти и јадри. Немаат маки како другите, човечки неволји не ги засегаат. Затоа горделивоста им е како веришка околу вратот, а насилството им е облека. Очите им се подуени од сало, а од срцата им се излеваат безумија. Се подбиваат и злобно зборуваат, се закануваат надмено со насилство. Ја креваат устата против небото, а јазикот нивен ја обиколува земјата. Затоа народот мој по нив се залетува, и мана не им наоѓа. И вели, како ќе дознае Бог и има ли знаење во Севишниот? Ете, такви се грешниците, секогаш спокојни богатство напластуваат. И си реков, зар залудо го чував чистото срце свое и во невиност ги миев рацете своји. И се изложував на непријатности секој ден и на срам секое утро. Но ако речев, ќе расудувам и јас така, тогаш ќе го изневерев родот на твоите синови. И сакав тоа да го разберам, но тоа беше тешко за мене, се додека не влегов во Божјото светилиште и не го разбрав нивниот крај. Навистина, си ги поставил на лизгаво место, на пропаст ги соборуваш. Како пропаднаа, како ненадејно исчезна и загина однесени од ужасот. Како што човек го презира сонот кога ќе се разбуди, така ти, Господи, ќе ги презреш нив кога ќе се разбудат. Кога душата ми беше огорчена, кога се јадосував однатре, безумен бев и не разбирав. Како добиче бев пред Тебе, но јас сум секогаш со Тебе. Ти ми ја придржуваш десницата моја. Ме водиш со советот свој и ќе ме примиш во Твојата слава. Кого го имам јас на небото освен Тебе, а кога сум со Тебе на земјата, ништо друго не барам. Може да изнемошти срцето мој и телото мое, но Бог е силата на срцето мое и наследството мое. Зашто ете, оние што се оддалечуваат од Тебе пропаѓаат. Ти го истребуваш секого кој отстапува од Тебе. А мене, ми е добро да сум до Бога. На Господ ја полагам надежта моја, за да ги раскажувам сите дела Твои кај портите на ќерката Сионова.